во Македонија. Гари. Гари е дел од областа Мала река, сместен одлабоко во планината Стогово на надморска височина од околу 1100 метри. Етнонимот на етничката група која го населува селото Гари и неговиот етнички предел Мала река е мијаци или воедни на мијак. Постојат неколку верувања зошто баш вака гласел етнонимот. Според првото верување, те биле храбри и јаки, па така го населиле најтешкиот проводен предел од Македонија по Радика, планините Стогово, Бистра, Јама, па се до Малесија и Лума во Албанија. Знаејќи го тоа, и самите за себе наводно велеле: ми јаци. Според второто верување, овој народ бил секогаш чист и миен. Според третото верување, мијаците го добиле името бидејќи личната заменка ние ја изговараат мие. Во текот на 15-тиот век, на падините на планината Стогово, во местноста наречена Дрениче, постоела црква посветена на Свети Спас, од која неколку пати ја снемувала иконата посветена на светецот. Иконата одлетувала до денешното село Гари, а селаните подоцна ја враќале назад, но настанот се повторува. Затоа, селаните одлучиле да подигнат нова црква и село на местото каде паѓала иконата. Новата црква се наоѓа на сред село и е посветена на Мајка Богородица. Главен празник, селска слава во село Гари е Голема Богородица. Тогаш целото село се полни, а со зурли и тапани доаѓаат мајовци и започнува прославата вечерта на 27 август, со тоа што се вијат ора и песни на сред село. Утре едента, на празникот сите седат дома и го чекаат попот, кој оди од куќа на куќа и со молитва го благословува секој дом. Заедничката прослава продолжува и вечерта и утре едента. Во селото, уште од неговото населување, најголема стопанска дејност било сточарството, поради планинската местоположба и малкуте можности за обработка на земјата. Некогаш во селото имало 25 до 30.000 овци, од кои се правел кашкавал и сирење, кои се продавале низ Македонија и во странство. Во време на Југославија била направена килимарницата, која вработувала 120 жени, кои произведувале персиски килими, кои на времето се продавале во Германија. Во поново време е изградена фабрика за минерална вода и се снабдува од околните извори. Сместена е во близина на селото, на 5 километри оддалеченост. Во минатото, во селото функционирале хидроцентрала, сместена на Гарска река, полициска станица, која била во близина на селото, и училиште. Куќите биле големи, најчесто на триката, каде во најдолниот била сместена стоката. На првиот кат биле оддаите и огништето. Овие две нивоа били изградени од камен. Последниот кат најчесто се градел од дрво, слама и кал. Овие ѕидови ги нарекувале болме. Во денешно време се уште се градат куќи од камен, но горниот кат наместо од дрво се прави со цигли. Постои податок дека во 1900 година во село Гари живееле 1000 македонски православни жители. Најголемите иселувања кон Скопје се случиле во 1961 година, по затворањето на задругата. Исто и во периодот од 1963 до 1970 година,
Кога по катастрофалниот земјотрес во Скопје, градот се обновувал, се отвориле многу работни места и можности. Сега, селото Гари брои помалку од 10 постојани жители. Препорака. Оној кој за прв пат ќе појде во село Гари, треба да ја види Гарска река, да појде до крстот, каде има клупа за одмор. Позади крстот е местото Браненица, непознатото собиралиште за деца и за играње фудбал. Спроти крстот, од другата страна на селото, се наоѓа местото наречено Скала, од каде што има прекрасен поглед кон целото село, сите планини кои го обкружуваат, но и каде дува ветре кој ги носи сите мириси од цветовите и растанијата што ги има во околината.